Во новото издание на DigiPlus, кинескиот шопинг гигант Тему под лупа на Европската Унија поради илегална продажба на производи. Што представи Илон Меск на настанот на Тесла Ние робот. Кина ја отвори првата болница со роботи, доктори и виртуелни асистенти. Ке зборуваме за историјата за QR кодовите. Ви ги представуваме американските летечки автомобили. А во гейминг минутите зборуваме за новиот рекорд на играта Dragon Ball Sparking Zero. Гледајте ме до самиот крај. Добро додовте во нова неделна дружба со DigiPlus. Време е за се она што го инфилтриравме како интересно од многото дигитални информации кои што се разбира излегуваат цела оваа недела. И овој пат сместете се удобно и изгледајте ме до самиот крај. Почнуваме вака. Европската Унија реши да се позанимава со популарната платформа за онлайн купување Тему. На кој начин ќе се справи со оваа компанија за која што се вели дека не е баш безбедна за корисниците, дознаваме токму сега. Европската Унија и порача на платформата за e-трговија Тему, основана од Кина, да предаде повеќе информации, бидејќи се сомнева дека страницата за онлайн трговија не направи доволно за да запре продажбата на нелегални производи. Диво популарен во Европа, откако влезе на пазарот на континентот во 2023 година, Тему на почетокот на оваа година рече дека во просек има околу 75 милиони месечни активни корисници во блокот. Европската комисија, мокното дигитално набљудувачко тело на Европската Унија, рече дека бара од Тему да објасни кои мерки ги презема за да ја спречи појавата на трговците и повторното појавување на платформата продавајќи нелегални производи. Прашањето беше направено според значајниот закон на Европската Унија, познат како Закон за дигитални услуги, кој ги принудува платформите да направат повеќе за да ги заштитат потрошувачите. ЕУ исто така сака Тему да обезбеди повеќе податоци и информации за преземените активности за ограничување на ризиците поврзани со заштитата на потрошувачите, јавното здравје и благосостојбата на корисниците. И Брисел побара повеќе детали за системите за препораки на Тему, кои се користат за да се поттикнат повеќе персонализирана содржина и ризикот за заштита на личните податоци на корисниците. Тему мора да ги достави информациите до 21 октомври. Последното барање е прв чекор, но само по себе не сугерира дека законот е прекршен, иако може да доведе до формална истрага, што ги кулминира со парични казни доколку се докажат прекршувањата. На најновиот настан на Тесла под наслов Ние робот, компанијата го представи најновиот напредок во роботската и автономната индустрија. Мислењата се поделени, но иновациите се неверојатни. Ајде заедно да ги погледнеме новитетите во Тесла. На најновиот настан на Тесла под наслов Ние робот, компанијата го представи најновиот напредок во роботиката и автономните возила. Настанот им овозможи на фановите да добијат поблизок поглед на новите роботи и самовозечки возила, што представува значаен чекор напред во плановите на Тесла за интеграција на роботи и вештачка интелигенција во секојдневниот живот. Иновативниот пристап на компанијата вклучува презентација на 20 нови Cybercups, новиот робован и подобрените Optimus роботи. Cybercup како новост во портфолиото на Тесла представува помала двосед верзија на Cybertruck, која целосно се управува автономно. Овој модел нема волан, ниту педали и користи безжично полнење, што го прави идеален за модерни услови за градско возење. Цената ќе биде по $30,000, а производството би можело да започне до 2026 година. Илон Меск истакна дека користењето на Cybercup ќе биде економично со проценети трошоци од околу $0,20 по милја. Дополнително настанот го представи новиот RoboOne, возило кое комбинира функционалност и автономија, а истовремено демонстрира напредок на Тесла во развојот на самовозечки технологии.
Надградените Optimus роботи покажаа подобри способности и вештини, што ги прави се поблиску до користење во секојдневните задачи. Оваа презентација покажа колку брзо се движиме кон иднината каде роботите и вештачката интелигенција ќе станат секојдневие. Со овие најнови производи Тесла целосно се посветува на иновациите и трансформирањето на иднината на транспортот и автоматизацијата. Уште една неверојатна вест пристигнува од Кина. Таму неодамна беше отворена првата болница со роботи доктори и виртуелни асистенти. Звучи на вистина неверојатно. Еве ги деталите. Кина ја отвори првата болница со технологија за вештачка интелигенција, развиена од страна на Универзитетот Цирхуа. Болницата, наречена Агент болница, се наоѓа во Пекинг и користи 14 роботи доктори и 4 виртуелни медицински сестри. Овие AI доктори се способни да третираат 10.000 пациенти за само неколку дена, што значително ги зголемува капацитетите на здравствените установи. Роботите доктори постигнале точност од 93,06% на американскиот медицински испит, што покажува висок степен на прецизност и можност за третман. Се очекува болницата да биде целосно оперативна до крајот на 2024 година. Оваа иновација може да го промени идниот изглед на здравствената заштита, правејќи ја попристапна и поефикасна за пациентите. Со воведувањето на вештачката интелигенција се намалува потребата од човечки ресурси и времето за чекање. Технологијата нуди можности за поефикасна диагноза и третман, особено во ургентни ситуации, каде што времето е клучно. Агент болница представува значителен чекор напред во примената на вештачката интелигенција во медицината. Роботите можат да вршат основни прегледи, диагнози и да дадат препораки за третман. Виртуелните медицински сестри пак обезбедуваат континуирана грижа и мониторинг на пациентите. Оваа болница би можела да постави нови стандарди за здравствените установи во светот, истовремено намалувајќи ги трошоците за третман. Покрај тоа, интегрирањето на вештачката интелигенција во здравството може да ја намали работната оптималност на медицинскиот персонал. Сепак постојат предизвици како што се етичките прашања и потребата од дополнителна регулатива за користење на AI во медицината. The beautiful design to book a coffee. Let's take a look. So at first we choose the coffee we need, and then take a look here. This one, book a coffee. Here, the DOS code coffee. Done. All right. So here's the things we need. So check out. Use the credit card. Whew. We just wait for our coffee. The feelings start to rock, one week at a time. See that? Yeah. You want to get a photo? Yeah, for sure. Let's do it. A little video. Hey. Sweet. Thanks, man. Bro. Appreciate it. Of course, anytime. All right. How's everybody doing? How's everybody doing? Tremendous. Doing good. Peace, everybody. How are you doing? I'm doing pretty good. Nice. I love the change. Здраво, значи денеска ги имаме
малку поинтересни работи за оние кои што да кажеме можеби сакаат малку поопшто да навлезат во гейминг светот. Имаме различни од фигурици кои што се со светло, со звук, потоа имаме Nintendo Amiibo, имаме големи светла и на крај за сите тие што би сакале, на пример да кажеме нешто ситно да земат, а сепак да влезат во гейминг светот, доволни им се овие текст стикери кои што може да се залепат на телефон, таблет, лаптоп или било што има некоја рамна површина. Се вака. Овие иконки, овие што ги гледате, овие ги викаат icons или на нашки би било овие се LED лампи, што се направени од Paladone, а Paladone се еден од најголемите производители на мерчендајз, односно на лиценцирана роба, облека, лампи, сијалици или било какви гейминг додатоци за игри, односно што значи лиценцирано? Тоа значи дека имаат, еве само да покажам, имаат official Nintendo license, тоа значи дека официјално може да го користат името, дали Супер Марио, дали Пич, дали било што е од Nintendo универзумот, може да го користат. Сега, кога сме кај Paladone, имаме неколку варијанти, овие се нови сега се стигнати. Значи имаме вакво нешто што е лампа само, што е од Mushroom, односно печурката која што ја знаеме сите добро во Супер Марио. Има истата таква што свети, ама има и звук. Значи кога ќе се питне ќе го направи на звукот. Тој звукот ќе го направи, тоа е многу интересно, level up звукот. Потоа имаме вакво едно подолго светло кое што е исто ги има иконките, односно како да кажам главните икони кои што сите го знаеме Супер Марио. Го имаме самиот лик, имаме печурката, го имаме цвеќето, имаме звездичката. И тие исто така светат. Сите овие се на батерии. Потоа го имаме од Хари Потер, односно од дек 9 и 3/4, така да исто е ова како лајт за оние што се обожаватели на Хари Потер. Имаме нешто и вакво за оние кои што сакаат да издекорираат од домот и може нешто на пример да направат како да кажеме еве ова што имаме неонско светло, нормално не е неон, туку е LED диоди, неонот веќе не се употребува подолго време. На USB се напојува, има начин да се стемни, да се осветли и дава многу убав амбиент. Значи замислете ова како ќе стојува во домот. Прекрасно. Потоа ги имаме Nintendo Amiibo, односно овие што се викаат лиценцирани, ама не се лиценцирани, пардон, туку се директно од Nintendo издадени. Што е Amiibo всушност? Amiibo-то, имаме едно видео кој што може да се види, ќе го видите во инсерт. Имено, Amiibo-то е паметна картичка. Во ова Amiibo, што изгледа убаво, може да се користи за да се направи некој level up во игра. Например, го имаме тука Kirby. Ја играме било која игра од Nintendo која што е со Kirby, например да кажеме во Вано. Со ова Amiibo-то директно го ставаме на контролерот од Nintendo Switch-от и имаме дополнителна моќ во играта. Пример, Kirby станува поголемо, станува неуништливо за некое време. Или, например, може да се телепортирате од една на друга локација, наместо пешки да одите од едно до друго место и цело време со контролерот вака напред или назад или било каде, се стиска овај, тоа е тоа. Потоа ги имаме овие што се на Super Mario Question Block Lite, овие се поголеми, слични се на овие, повторно лиценцирана роба, исто така со официјалниот звук од Super Mario. И како што споменав преска, на крај ги имаме gadget decals, stickers или како сакате да ги наречете, што може да се користат, што се тематски повторно лиценцирани, може да се користат за било каква намена, на било што, например, на кейс на телефон или такво нешто. Останува на вас да си одберете што сакате од тука и да си одекорирате собата на ваш начин. Следните минути за една иновација која од пред неколку години е дел од нашето секојдневие, а тоа се QR кодовите. Сигурно сте се запрашале кој ги измислил и како функционираат. Се потрудивме во ова издание да ви ги дадеме сите одговори. Историјата на QR кодот започнува во 1994 година, кога јапонската компанија DensoWave, поддржана од Toyota, го разви како подобра форма на баркод. Основната цел била да се зголеми капацитетот за складирање на информации и да се намали времето за скенирање при производство. Оригиналниот изумител Масихуро Хара сакал да создаде код што може да биде читлив од различни агли и растојанија, па така настанале карактеристичните 3 квадратни образци на аглите. QR кодовите се матични баркодови кои користат црни и бели квадрати за да представуваат дигитални информации. Секој QR код
се состои од три главни компоненти: позициони кутии кои овозможуваат ориентација при читање, временски ленти што помагаат во скалирање и просторот за складирање податоци каде што се кодираат информациите. Овој простор е организиран во мрежа и користи бинарен систем каде црните квадрати представуваат 1, а белите представуваат 0. Функционирањето на QR кодот започнува со скенирање преку камера или читач кој ги препознава квадратните позиции за да го идентификува кодот. Со помош на алгоритам, читачот ги дешифрира бинарните податоци и ги претвара во текст, линк или друга форма на информација. QR кодовите поддржуваат различни форми како бројчани, алфанумерички и байт формат, кој ги прави многу флексибилни. Најчесто QR кодовите имаат 4 различни нивоа на корекција на грешки, овозможувајќи читање дури и кога дел од кодот е оштетен. Тие може да складираат илјадници знаци кои ги прави многу покорисни од обичните баркодови кои содржат само бројки. Покрај тоа, тие можат да се читаат и од растојанија и под различни агли, благодарение на нивната дизајнерска структура. Со текот на времето, QR кодовите се проширија од индустриските апликации на секојдневната употреба, како билети, менија во ресторани, плаќања и дигитални визит картички. Во некои земји, тие стана доминантен начин за дигитални трансформации, вклучувајќи и размена на пари. Во време на пандемија, нивната употреба уште повеќе се зголеми поради бесконтактната природа. Современите QR кодови имаат дополнителни функции како вградени логоа и дизајн елементи, без да нарушуваат способност за читање. Иако датираат од 90-тите, нивната популарност се зголемува во последната деценија поради напредокот на паметните телефони. Технологијата е широко применета во образованието, маркетингот и јавните услуги, покажувајќи ја нејзината важност во дигиталната ера. По рекламите ќе ги искористиме QR кодовите, поточно ќе скенираме за попусти од Анкоч, но и во гейминг минутите ќе зборуваме за најновиот рекорд на играта Dragon Ball Sparking Zero. Се враќаме за кратко. Бидете така. Еве не назад во новото издание на Digi+. Време е да ве подсетиме на попусти кои Анкоч ги обезбедува за сите вас кои што сте наши редовни гледачи. И ова емисија скенирајте го QR кодот кој што ќе се појави на екранот долу и добите електронски ваучер со попуст на одредени производи. А сега за нов гейминг рекорд. Официјално Dragon Ball Sparking Zero го сруши рекордот за најиграна тепачка игра на платформата Steam, достигнувајќи неверојатни 90.005 играчи во исто време. Официјално Dragon Ball Sparking Zero го сруши рекордот за најиграна тепачка игра на платформата Steam, достигнувајќи неверојатни 90.005 играчи во исто време. Со ова достигнување, играта ги надмина останатите популарни тепачки игри и го освои првото место по број на активни играчи. За споредба, Street Fighter 6 со своето деби достигна 70.540 играчи, додека Tekken 8 собра 46.139 играчи на Steam. Ова ново достигнување ја потврдува огромната популарност на Dragon Ball, франшизата меѓу геймерите ширум светот. Играта успеа да ги привлече и новите и старите фанови, комбинирајќи модерни графики, елементи со класичен дух на борбените игри. Dragon Ball Sparking Zero понуди уникатно искуство со напредни механики кои возможуваат динамични борби и спектакуларни потези. Заедно со рекордниот број играчи, оваа игра привлече големо внимание на платформите за стриминг, каде илјадници гледачи ги следа живите преноси на надпреварите. Ова е значаен успех за самиот жанр на тепачки игри, кој продолжува да расте и да се развива. Рекордот го подигна и прагот за идните тепачки игри, кои ќе треба да се надпреваруваат со ова неверојатно достигнување. Популарноста на Dragon Ball Sparking Zero поттикна и разговори за нови турнирски настани и надпреварување во еспортот. Главниот успех ја поставува играта како еден од водечките во борбената индустрија и може да влијае врз идните изданија на франшизата. За геймерите и фановите на Dragon Ball, овој успех е голема причина за прослава и мотив за уште повеќе надпреварувачки дух.
Играта ќе биде достапна при крајот на месецот во физичка копија за PC5 во продавниците на Анкоч. А се разбира, цела оваа емисија и она што го пропуштите ќе ви биде достапно веќе во овој момент на нашиот YouTube канал DigiTV.mk. Исто така посетете и нашата веб страна DigiTV.mk, а не заборавајте да не следите и на останатите социјални мрежи. Ќе не најдете и на Facebook, и на Instagram, и на TikTok. Ќе се потрудиме и таму да вметнеме убави и интересни содржини за сите вас. Следната недела ќе одбереме исто така добри содржини за новото издание на Телма. Се гледаме. Чао!